Израел е економски силна држава со силна дијаспора, чија поддршка е значајна за Македонија. За Израел Македонија е мала, но голема земја, зашто иднината ја гледа во НАТО, Европската унија и развојот на технологијата. Премиерот Груевски со Переси Натањаку од Тел Авив известува Виолета Димовска. Научниот и технолошкиот развој на една земја се најдоброто мерило за нејзината големина. Импресиониран сум од податокот што го слушнал премиерот Груевски дека над 90% од младата популација во вашата земја се запишува на високообразовни установи. Изјави израелскиот претседател Шимон Перес по средбата со премиерот Никола Груевски. Ние сакаме да соработуваме на научна и технолошка база со вашата земја, за која мислам дека е многу убава и дека може да биде голема атракција за израелските туристи и инвеститори. Верувам дека сме на почеток на една голема научна и технолошка еволуција и оти поентата на денешницата не е се парите, туку идеите, знаењето и пронајдоците. Освен за образованието, претседателот Перес се интересираше и за агропотенцијалот на земјата со прашања од тоа што произведуваме до тоа колка е рибниот потенцијал во Македонија. Македонија и Израел имаат добри односи, се надевам, изјави премиерот Груевски дека во наредниот период имаме уште поинтензивна соработка преку присуството на израелските компании во Македонија. Има многу работи што можеме да ги научиме од Израел. Земја која е технолошки напредна и во многу области има успех, што е добар пример. Постојат добри можности за подобрување на бизнис комуникацијата меѓу израелските и македонските бизнисмени. Македонија нуди добри услови за водење на бизнис и тоа е добра можност и за израелските бизнисмени. Му објаснив на претседателот дека вчера имавме презентација на можностите за инвестирање во Македонија пред израелските бизнисмени и таа беше добро прифатена. Верувам дека во иднина тоа ќе биде добра основа за поголема размена на бизнисмени и креирање на добри бизниси. Тема на разговорите Перес Груевски и евроатлантските интеграции. Јас верувам, изјави израелскиот претседател Перес, дека Македонија ќе биде мудра во изнаоѓање решение и со членството во НАТО ќе помогнете во справувањето со тероризмот. На прашање упатено до премиерот Груевски колку еврејското лоби кое МОК може да помогне во решавањето на проблемот со името, премиерот со изјава. Израел е силна држава, Израел има исто така силна диаспора и секоја поддршка на Израел во иднина може да ни биде добредојдена во ситуации кога тоа ќе ни биде потребно. И на средбата со израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху разговарано за израелско-македонската соработка и можностите каде што ќе може да влезе израелскиот капитал во Македонија. Денеска владината делегација во состав од вице-премиерот Владимир Пешевски, директорот на Агенцијата за странски инвестиции Виктор Мизи, министерката Гордана Јанкуловска го посети музеот на Холокаустот, а премиерот Груевски положи цвеќе. Можни се терористички напади на Балканот, бидете на штрек, порака на министерот за надворешни на Израел до Груевски. Со средбата со лидерката на најголемата израелска опозицијска партија, македонскиот премиер Никола Груевски денеска ја завршува тридневната официјална посета на Израел. Виолета Димовска се јавува. На Балканот му се заканува опасност од Ал-Каида. За ова информација што ја пренесува некои странски медиуми по вчерашната средба на премиерот Груевски со потпредседателот на владата и министерот за надворешни работи на Израел Либерман, премиерот вели: ова не е нова вест и досега имало вакви сознанија. Тоа не е нешто ново, ние сме го слушнали и претходно во други можности и околности, впрочем и пред околу половина или година дена имаше и во некои медиуми во регионот објавено такви вести. Наше е да бидеме подготвени за секаква можност што може да се случи во тој правец, службите да бидат подготвени во сите земји за да се пресетнат едни такви акции доколку бидат организирани. Добра соработка меѓу Израел и Македонија, особено во делот на безбедноста, е констатирано и на средбата со лидерката на опозицијската академија Ципа Ливни, со сугестија од Груевски дека доколку Израел отвори амбасада во Македонија, контактите би можеле да бидат уште поинтензивни. Заедничка констатација дека на економски план може да се направи повеќе. Ден пред Божик, најголемиот христијански празник, владината делегација завршува тридневната посета на Ерусалим со прошетка токму низ градот кој што значи историја, голема минато каде што се испреплетуваат многу религии, но пред све најсвето место за христијаните. Исусовата црква, патот на Голготата, да се допре плочата на Исусовиот одар, желба пред зидот на плачот. Ерусалим велат израелците како да е исток пред повеќе од 2000 години. Планината на маслинките, таму велат Исус е виден последен пат по неговото воскресение. Оттаму и божикната порака од премиерот Груевски. Тука од Ерусалим да посакам среќен Божич на сите христијани, да посакам успех на Република Македонија, да посакам што поголема сплотеност и да ни даде Господ повеќе сила и мудрост да поминеме преку овие тешки времења со кои што се соочуваме. Да ни даде здравје и се разбира да
бидеме и силни и мудри да поминеме